повеќе теми, еден соговорник. Добро вечер, најпрво за Миле Лукаровски, инженер Миле Лукаровски. Ви благодарам што непосредно пред враќањето за Канада одвоите време да бидете гостин во вестите. Утре се враќате. Да. Зошто заминавте? И да бидам искрен да кажам вака со бела брада и на повозрастни години, обично младите умни луѓе заминуваат од Македонија во еден период. Вие се одваживте во време во кое напуштивте фирма, релативно успешен бизнис и заминавте во Канада. Сите во животот правиме разни компромиси, проценки кое е најдобро нешто што можеме да го сториме за нас и за семејството. По времето постоја среднорочни, долгорочни планови во нашите семејни среднорочни планови. Видовме дека најдобро за еднината на нашето семејство ќе биде да се преселиме во Канада. Што не чинеше во Македонија? Па, ние се обидувавме долго да размислуваме, да ги извагаме сите работи кои што се предност на едната и на другата страна. Напуштивме, како што рековте, убав бизнис, солидни работни места, децата си одеа во убави училишта, имавме одлични услови за живење. Но, за жал, од осамостојањето на Македонија, да речем, проценките наши, анализите покажат дека работите одат по една надолна линија и дека во времето кога ние на нашите деца ќе им бидеме непотребни, ќе немаме моќта, силата да им обезбедиме убави работни места и пристојна иднина. Од друга страна, има еден сериозен брой на луѓе кои што овие последнава деценија, овие 10 години заминуваат токму во Канада, држава која што е во еден голем развој, каде што годишно по 250 и повеќе илјади имигранти доаѓаат, направени системи да ги пречекаат и обезведена иднината на децата да биде многу посигурни. Господин Лукаровски, вие сте информатичар, имавте фирма компјутерска, продававте и софтвери, и компјутери и така натаму. Во изминативе 10 на 12 години, колку плативте данок, колку плативте промет? Колку направивте промет? Правевме на проценка минатата година дека данок кон државата во времето беше 5,25%, потоа данокот на додадена вредност, отприлike $1 милион долари имавме дадено за таа намена како данок на државата. Бевте очигледно мала и успешна фирма, веројатно сте имале нето 5 до 6 хиљади евра, да речем, за комотен живот во Македонија. Самите ми рековте дека сте патувале често по светот. Што е тој внатрешен мотив што ве тера во таков предизвик меѓу печалбарство и авантура? Особено што го кажавте. Постои мала тага дека се напуштаат многу убави работи овде, одлични пријатели, разработен бизнис, постои горчина дека се заминува заради некои состојби кои што не можете сам да ги промените. Но изборот беше таков, проценивме дека единствениот паметен чекор во моментот што можеме да го направиме тој. Гледавме дека нашите родители, да речем, од Кичево 68 година се доселиле во Скопје, кога од Кичево до Скопје се патуваше околу 5 часа. Сега до Торонто се патува околу 6,5 часа. Сето нели станува на глобално село. Предпоставивме дека на овој начин нашето семејство ќе си го одбере најдобриот пат, не дека другите патишта не чинат. Нашите предпоставки беа тие. И братот ви е таму? Да, братот е таму веќе трета година и тој ни даде убава логистика на почетокот за многу полесно да ги пребродиме ние почетните непријатни моменти и разделбите со Македонија, со родителите, со роднините. Сега родителите заминуваат со вас? Да, сега и родителите ги земаме со селени визи. Мини Лукаровци сите се во Канада? Од потесно до семејство, Да. Добро, оно што ме заинтригира, освен донацијата што ја направивте од овие компјутери кои со распаѓањето, да речем, со ликвидацијата на фирмите ги понудите на детска клиника, е веб страницата Тугино Јабано. Има горчина во насловот. Што ве предизвика по само година дена престој во Канада тоа да го направите? Токму тоа што ви спомнав дека луѓето кога влегуваат во нова држава се сретнуваат со многу проблеми. Треба да се изведат лични карти, треба да се изведат сите документи повторно, треба да се бараат станови, тие станови да се пополнат. Луѓето им недостасуваат многу информации, а знаете која е моќта на информацијата. Ние видовме дека другите народи, националности се многу подобро организирани, имаат по неколку своји веб портали на кои што си ги наоѓаат потребните информации. И заедно со братот дојдовме до идеја дека ваква страна е неопходна за македонците,
ја направивме и бевме многу изненадени од тоа каков одзив имаше меѓу македонците. Колку има посетилност дневно, да речем? Во моментов имаме по 500 посети дневно и скоро 50.000 посети за... Имате размена на информации, можете да врзете, например, некакви бизнис логики меѓу македонската емиграција во Канада? Од прилика 400 линкови се ставени на веб страницата, каде што ги добиваат сите посетители оние информации што ги интересираат за Канада, што се случува во Канада, што се случува со македонците во Канада, што се случува во Македонија. Има линкови кон сите медиуми македонски, печатени, електронски, а имаме и многу други работи кои што им ги нудиме на македонците, македонска музика, македонски жолти страни, македонски забавни песни, народи, сега вклучуваме и детски песни, мали огласи каде што си гласуваат сите своји потреби. Едноставно им овозможивме да имаат пристап до се она што ги интересира. Кога ќе отворат страницата да не морат да лутаат по други страници, туку точно тука да си ги дадат сите потребни информации. Господин Лукановски, продававте се, станови, куќи, коли, заминате во Канада, после година дена се враќате. Дали Македонија е иста? Дали ве демантира во одлуката или ве потврди? Веројатно ќе бев посреќен да ме демантираше во одлуката, но гледам дека одлуката сме си ја донесле точно како што требало. Чувствувам дека депримираноста кај луѓето само се зголемува. За жал не одат работите како што треба, паѓа производството, незапосленоста расте. Од друга страна, споредувам со работите што се случуваат во Канада, каде што важат истите закони што важат и овде, меѓутоа работите функционираат, тие што не ги почитуваат законите, затоа си сносат одредени консеквенции и се функционира одлично. Немате случај, човек, вие сте градско дете на еден или на друг начин, имате многу контакти, бевте членови на разни клубови. Пријателите што ве сеќаваат, дали ви викаат сгреши што се отидете? Сгрешите што се отидете? Имав навистина одличен круг на пријатели кои што се уште имам, членови во еден Lions клуб Свети Пантелеймон, каде што правевме многу донации, каде што многу убаво се дружевме. Пријателите во секој момент, да речам, кажуваат дека одлуката ни била правилна, многу мен од нив се интересираат и да тренат по тој пат, а уште поголем дел веќе, да речам, зели бугарски пасош или се во процес да го направат тој чекор. Мислите ли дека настапува период на одредување економско и национално во Македонија? Не можам да го кажам, јас тоа има многу подговорни луѓе што за тоа ќе си го кажат своето мислење, но дека има еден сериозен процес на одлевање на многу кадри од Македонија е факт. Јас не сум пример за тоа. Примери има многу во Канада, каде 20 и неколку годишни по возраст брачни парови имаат напуштена Македонија, во кој што Македонија многу вложила и кој што целиот свој работен век ќе го посветат на друго место. Дали во Канада е атрактивна локација и дестинација само заради богатството или заради тоа што млади образовани луѓе на еден и на друг начин мислат дека е тоа прозорец кон светот? Канада е огромна земја, 95% населението е по границата со Соединетите Американски држави и има навистина многу простор каде што може да се шири. Тие во моментот си го собираат кајмакот од светот, си собираат образовани луѓе, си собираат квалитетни луѓе, доаѓаат луѓе со многу пари, имаат воспоставено закони кои што обезбедили да бидат почитувани и државата навистина чекори многу брзо напред. Благодарам многу, среќен ми пат и се надевам дека Туѓено јабано ќе остане сепак Туѓено јабано. Благодарам и јас. Благодарам. Тоа беше Миле Лукановски, човек кој пред година дена замина во Канада со целото семејство пошироко и потесно. Благодарам. Уште еднаш.